За темата на денот, мој вечерашен гостин Петар Шилегов, адвокат на еден од обвинетите, чинам од Министерство за економија во случајот Пулс. Добро вечер. Добро вечер. На една година сме од најголемата трагедија, докаде сме со судскиот процес и испорачувањето правда? Судскиот процес започна во ноември минатата година. Редовно се одржуваат главните расправи. Закажани се за во март 6, април 6, мај 6. Меѓутоа, таков каков што е, така како што е поставено страна на јавното обвинителство, во тој предмет ќе видиме смел сам правда. И тоа е нешто што цело време и стручната јавност, не само од аспект на бранител, од аспект на адвокат, го укажуваме на јавното обвинителство дека вака поставено обвинение со оваква правна квалификација може да не однесе било каде, освен тој предмет брзо да го завршиме и тие што се виновни да бидат осудени согласно законските прописи. Добро, на што го темелите тоа? На моментот... Правната квалификација за сите обвинети 37 е едната иста, тоа е предизвикување општа опасност, кривичното дело поквалификувано заради смртните последици, што би се рекло и соучесништво, што би се рекло дека тие 37 луѓе што се под тоа обвинение во судницата се обвинети дека заедно организирано свесно го запалиле ноќниот клуб или кабарето Пулс во Кочани. Што само по себе е апсурд. Јас секогаш внимавам кога зборувам за правна квалификација на кривично дело. Предизвикување на општа опасност е непосредно кривично дело што сега се извршува. Тоа што моментално ќе го направите како последица да предизвика пожар. Во конкретниот случај не можете луѓе кои што работеле во државната администрација во процесот на издавање на лиценците на кабарето да ги обвините дека го предизвикале, односно подметнале пожарот. Едноставно нема нити здрава логика, не па правна наука во тоа обвинение. Но јавноста вели дека или обвинението дека нивните постапки придонеле за тоа, да речеме. Ако е така, и тоа е нешто што може да се говори, ако е така, тогаш они треба да одговараат за други кривични дела. Меѓутоа не за подметнување на пожар, народски кажано, односно предизвикување општа опасност. Ако има државни службеници кои се инволвирани, таму имате и министри, имате и градоначалници, имате вработени во државна администрација, нив можете да ги подведувате под други кривични дела, од злоупотреба на службена должност, несовесно работење во службата, до примање на мито ако некој се сомнева дека тоа било причината за издавање на документацијата. Но повторно ќе кажам, не се земаат во предвид решавачките факти, а тоа е што е потребно како документ еден правен субјект да поднесе за да добие лиценцата. 5 документи се потребни согласно член 6 од Закон за угостителство, а тоа би се тековна состава, значи регистрација, барање со платени такси на доместок, изјава за минимално технички услови, елаборат за минимално технички услови што ги дава подносителот и од МВР дека има место за паркинг. Кога ги имате тие документи, согласно законот, вие сте должни во рок од 15 дена да издаете лиценцата. Без да извршите увид на лице место, за да немаме некоја дилема. Мислите ли дека, например, тоа обвинение беше сочено под притисок на јавноста, која сепак... Знаете како, сликате позади нас ја гледаме. Значи, то не личи на објект, не да личи на дискотека. Многу од тие луѓе дали имале обврска да излезат, дали да не излезат на обврска. Јас сум од помал град, знам како функционираат од помал град работите, но на крајот од денот цел таа неодговорност доведе до трагедија од 63 луѓе. Трагедијата е најголема, значи да немаме околу тоа дилема, бидејќи често адвокатите што се и колегите во предметот сме предмет на некакви јавни критики, зошто ги браниме, како ги браниме, што е апсурдно. Едно нешто е тука многу јасно. Во моментов во Македонија од трагедијата навака не е сменет ниту еден пропис кој што треба да спречи нова трагедија. Правните субјекти треба да ги исполнат како услови за да добијат лиценција. Што за мене е неприфатливо и неспатливо. Број 1. Број 2. Мислам дека некако сите свесно го премолчуваме моментот. Пожарот е настанат како резултат на недозволено
противзаконско, нестручно и несовесно ракување со огнен материјал внатре во затворен простор. Не постои нити пропис, нити објект, на крајот ако сакаме зборуваме, кој што во затворени услови, такви прскалки какви што го предизвикаа пожарот, треба да бидат употребувани. И ние сега не сакаме да изговориме причината. Тоа е нешто што го имаат направено бендот, да не споменуваме имења, луѓето се покојни, воопшто не имам намера да префрлам нешто натаму, меѓутоа живата вистина е таа. Овде када ставиме во ова студио прскалка таква ќе предизвика пожар. А смртните последици, за жал, се настанати најмногу заради стампедото што настанува и паниката во тие ситуации, иако останува нерасчистена околност, кој и зошто го имал заклучено вториот влез. Тоа е нешто што ќе треба да се утврди во предметот. Во секој случај, судскиот процес ќе продолжи. Вие имате свои барања, чинам, за преименување или за дел од полицајците се по друго третираат. Знаете, еден кривично правен настане пожарот во Пулс. И за него смете треба да има едно обвинение, така? Не. Ние имаме едно државно обвинителство. Државното обвинителство си е внатре поделено. Ова го работи Скопското обвинителство, подделегирано од страна на Републичкиот. Значи, внатрешната поставеност е дека имаме обвинителство за гонење на сторители на организиран криминал и висока корупција, каде што е надлежно за гонење на полицајците. Ако е ист кривично правниот настан, исти последици, обвинителството ГОК, така го викаме ние, ОЈО-ГОК, за гонење организиран криминал, има три вида на луѓе во тој предмет. Едни што ги ослободил, едни кои што ги гања или ги прогонува за предизвикување општа опасност, и трети што ги прогонува за злоупотреба на службена должност. Значи, не можете вие како едно е обвинителството, значи немаме ние две различни обвинителства, и не можете вие сега да ги за истиот кривично правен настан на една страна да се однесувате на еден начин, на друга страна да се однесувате на друг начин. Затоа инсистираме цело време обвинителството да го согласи ставот. Тоа можеби ќе биде непопуларно, бидејќи ќе доведе веројатно до ослободување на голем дел од обвинетите луѓе во овој предмет. Но не мора да значи, можеби ако продолжи вака под едно обвинение, дел од тие луѓе ќе бидат ослободени, хипотетички. А ако биде преименувано обвинението за друга, за например службени пропусти, можеби ќе бидат обвинети или не може, ако ги судите за ова дело, не може на крај да го преквалификувате делото. Значи, вие во старт треба да знаете за кое дело го судите човекот. Бидејќи и одбраната, и концептот, и нападот на крајот на денот на обвинителството се однесува на кривичното дело предизвикување општа опасност, не злоупотреба на службена должност. Затоа ние мислиме дека, знаете, моето човечко размислување, бидејќи ние барем два пати во неделата се соочуваме и со луѓето што загубија свои најмили во таа трагедија. За тие луѓе секое судење е нова траума. Тома, тие луѓе бараат правда. За тие луѓе за нив сите се виновни. И кажав јас и во ведниот збор, не постои пресуда што тие луѓе ќе ги направи задоволни, за жал, тие изгубиле дечиња. И не можете тука да очекувате, да речам, во таа смисла дека нешто како пресуда може да ги задоволи тие луѓе. Тие луѓе си ги сакаат децата назад, ако е тоа возможно. За жал не е. Проблемот е што ваквото судење ќе трае најмалку 2 години. И наместо да влеземе во процес на добивање на брзо завршување, правда и осудување на виновните лица, ние влегуваме во еден процес кој што е спирала и кој што нема крај и се вртиме во круг цело време. Што е исто неблагодарно и за родителите на тие дечиња што ги загубија животите. Бидејќи секогаш кога доаѓаат таму, за нив е травматично. Знаете што, од овој случај, јавноста барем цело време зборува дека треба државата да добие ресет, а тоа е ресет како да го осудиме, како да се спречи коруптивниот модел кој овозможил овој простор да биде дискотека, кој му овозможил на локалниот собственик да биде газда во градот, кој ги корумпирал полицајци, можеби експектори и се, значи затоа велам дека сепак има поврзаност на ако сакате
да се ресетира системот, тогаш предметот треба да се води онака како што го води ОЈОГ. Тоа е систем. Тогаш функционира државата. Ова што сега го правиме е веројатно заради огромниот притисок заради трагедијата, јавното обвинителство се обидува да му даде форма на барањето за линч на јавноста во тој период. Значи, ова нема да не донесе нити до правда, уште помалку ќе не донесе до изградба на систем, бидејќи системот е правот и почитување на правните процеси. Јас мислам во овој сегмент што вие го зборувате сега дека е многу пожелно или подобро или неопходно системот на носење на одлуки на органите да биде сменето наму кај што сме утврдиле дека има аномалии, дека тоа се случува од Обвинител не е сменет. Па јас не гледам дека се менува, тие прописи се Добро, знаат. сега наскоро има нов јавен обвинител. Очекувате некои од вашите барања да бидат разгледувани, да бидат земени предвид? Има можност за такво нешто? Нема? Можност постои секогаш. Дали ќе бидат, дали не, навистина овој момент е прерано да се разговара. Јас мислам дека би било добро токму за да кажеме ајде ја ресетираме државата, дајте да не правиме вакви глупости кои што сега се случуваат на ова судење, дајте да го поставиме судењето да оди онака како што треба да отиде и таму да се најдат лицата кои што навистина треба да бидат. Бидејќи пак ќе ви речам, ако сте службеник и ви дошла документација, вие парафирате и продолжува натаму бидејќи у рок од 15 дена сте должен да издаете дозволата. Тоа е прописот. Имате тројца градоначалници на Кочани. Луѓето се ни криви ни дужни во јурисдикција, сум бил градоначалник. Во опис и попис на работни места на тие луѓе никаде не постои издавање на лиценца или контрола на лиценцата. Пример кажувам. На крај кај еден министер кога ќе дојдат документи што човеков мора да ги потпише, тоа му е работа и ако не ги сработи документите, тогаш е злоупотреба. Пак се вратиме на почетокот, да не губиме многу време. Мал град велат дека локалниот шериф е градоначалникот, така да може би и затоа е. Имаше во ведниот говор, ако се сеќавате, како може тоа е мојата човечка дилема на крајот. Како може сите институции локални во Кочани да се виновни, а јавниот обвинител не? Бидејќи по закон, веројатно треба и тој да биде. Бидејќи по закон, јавното обвинителство е независен државен орган кој ќе гони сторителите на кривични и други со закон казнени дела. И сега кривини се градоначалници, кривини се службеници, кривини се инспектори, кривини се веќе не знам директори на агенција за заштита од пожари. Сите се виновни, обвинителот не. А што правеше таму 12 години? Од 2012 работи Пулс. И сега се повикува на некаков си каузалитет, тоа било континуитет. Една работа, Маријан, треба и граѓаните јавноста знае. Лиценцата е годишен документ. Се издава за период од до. Да. Нема каузалитет тука. Ново барање, нова лиценца. Каков каузалитет вие за документ издаден во 2013, сега ќе обвинувате човек. А патем кажано да не забораваме дека во моментот кога се случи пожарот, објектот работи без валидна документација, значи на црно. Ајде да поминеме малку на политика, иако темава е една, повеќе време потрошиме, но сепак тука сте да не го пропуштија моментот, например, да одговориме колку ве плати власта да ги напаѓате СДСМ, пошто и што тоа ве држи власта? Жално е тоа што му се случува на СДСМ. Прво, кадровски сериозно е испразнет. Таму веќе луѓето кои што нешто и може да помагаат, а сме СДСМ, да не се разбереме некој нешто лошо. Очигледно дека се непожелни, сите нас не дочека и тоа како сериозно на нож, затоа што укажавме дека начинот на раководење со партијата во последните неколку години СДСМ го доведува или го носи на прагот на политичка екзистенција. СДСМ стана пета партија во Скопје. СДСМ стана трета партија во Битола, во Прилеп, во Велес, во Штип, во Куманово. Да, но тоа е причината заради раслојувањето на партијата, не заради нешто друго. И кога барате одговорност за таа работа, велат дека ВМРО ве платило или ве држило или ве уценувало или шилего веќе за себе, ја не знам што не рекоа.
Океј, Ама можеби сега да го бранам раководството, можеби раководството ќе рече дека ние сме пета партија у Скопје заради тоа што кога треба да помагаат не помагааш. И Легов не помага, а другите одработуваат за други луѓе. Па добро, во изборите. Кандидатката за градоначалник на Скопје и некои други партиски другари на тие некои подготвителни состаноци што ги имавме за нивните кампањи, беа кај мене во неколку наврати, ја ги дав сите потребни информации, ги помагав онолку колку што можев. Од мене не беше побаран политички ангажман и на крајот на денот, ако не верувате во она што го работи раководството, не можете или немате ни потреба да се изложувате политички, ќе го оставите процесот едноставно за луѓето да видат приказката. Јас не може да се случи да работам или одработувам за ВМРО ДПМН. Може да се случи повторно да работам и да одработувам само за Социјалдемократска социјална Македонија. Мога што спомнуваше дека можеби ќе правите политички групации за превласт, нова партија или процесот е активен и мислам дека многу брзо ќе се излезе со тоа во јавноста, затоа што на вистина не гледам, пак ќе речам, на волку неспособна власт каква што имаме, да упорно ги промашуваш темите или се договорил нешто со власта ти. Па кога беше Шилегов кој искочи, беше она држте го крадецот. Така што мислам дека тука барем 10 луѓе рандом да прашаме на Скопје дали има договор меѓу СДС и ВМРО, ќе речат има. Не е тоа на Петре Шилегов тврдењето и мислење. На што треба да се очекува кога велите процесот е во тек? На фракција во партијата, на нова партија? Не, ќе се обидеме јавен ангажман ќе се обидеме повторно да дојдеме до некаква здрава политичка логика и да ги замолиме луѓето што ја раководат партијата повеќе тоа да не го прават, да дојдат некои други луѓе да ја завршат таа работа. Внатрешно од партијата? Внатрешно од партијата нормално. Или ќе дојдеме, значи тоа е поголема група. Па не станува збор за еден човек дефинитивно. Кажа дека освен оние неколку јавно прозвани од раководството, има и други. Па поголем е бројот, да, поголем е бројот на луѓето кои што се инволвирани, бидејќи ние сме луѓе кои што во СДСМ политички сме израснале. Јас, да речем, ангажманот мој е некаде пред 20 години. Има луѓе кои што таму се од младина, па се на крајот тргнати и за на крај да видиме дека ја претворија партијата во нешто што едноставно Македонија држава без опозиција. Ние немаме опозиција онаква каква што треба да биде, не сметам тоа за жал оди на она што е конструктивен политички дел во македонската држава, тоа е левица како политичка организација. И оди на нивно конто сето ова изјава што му се прави на СДС. Сосема кратко се обидувам да добием одговор на прашањето формата во каква ќе што може да се очекува, дали тоа ќе биде јавни настани, јавно оформување фракција, пресконференција или пишување по Facebook, тоа сега не би го направиле тоа без присуство на јавноста. Впрочем, политиката е јавна работа, така што да, ќе слизе набрзо со определена платформа која што ќе побара сериозни реформи внатре во СДС. Имате идеја како да ја крстите, да добие име? Не е суштината. Пак ќе речам, моето мислење, моето размислување, чувство е дека во Македонија е сериозно големо опозицијското расположение кај граѓаните. Меѓутоа, ваква организиран СДСМ, безличен, без воопшто да може да привлече некои гласови, едноставно очигледно дека бара малку поинаков пристап во целата работа. Благодарам за гостување. Благодарам вам.